понеделник 28 јули, кратки вести во 12 часот. Проблемите на автопатот Кичево-Охрид се решаваат на терен. Изведувачите работат на сите подделници, вели директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски, посредбата со инженерскиот тим. Од надзорот над работите биле добиени информации дека работата на изведувачите границ Синохидро и Илинден се одвива на сите подделници. Од Кичево до Подвис, од Подвис до Пресека, тунелите кај Пресека, Песочани до Требеништа и од таму до Охрид. Автопатската делница комплетно треба да биде завршена до крајот на 2026 година, а проектот ќе бара зголемување на буџетската рамка поради непредвидени трошоци. Спасителите на Охридскиот Црвен крст ангажирани на капалиштата имале над 70 интервенции на укажување прва помош и 9 на успешно извлекување давеници од водите на Охридското езеро, изјави за Супер радио претседателот на Општинската организација на Црвениот крст Охрид Сашо Точков. Тој потенцира дека 11 капалишта на Охридското и 1 до 2 на Струшкото крајбрежје имаат воспоставено безбедносни услови и критериуми за безбедно капење, спорт и рекреација со ангажирање на спасители на вода. Години наназад во делот каде е обележана водената зона на капење и каде има спасители на вода не е случен ниту еден фатален инцидент, вели Точков. Се што има црквата е на народот, од народот и за народот. Сите цркви и манастири се од него градени, а ниту еден посет не е толку сенароден колку црковниот, вели во интервју новиот митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги. Вели дека борбата за слобода не завршува со нејзиното освојување, туку продолжува секој ден преку одговорност и посветеност. Повикува на заедништво, вера и почит кон вредностите кои не поврзуваат како народ. Додава дека во периодот што следи најнапред и најважно е тоа што е наследено да се запази и да се унапреди, а дури потоа врз основа на потребите и можностите да се започнат и нови градби со кои преку црквата верниците ќе можат меѓусебно да си помагаат. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен западен ветер, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.